Денес правиме овошна овесна торта. Останете до крај на ова видео за да го видите овој прекрасен здрав рецепт. Овој рецепт потребни намирници ни се овес, орев, путер, кафеав шеќер, едно јајце, интегрално брашно, хопла, овошен јогурт и овошен микс замрзнато овошје. Најпрво започнуваме со сецкање на оревот. Го сецкаме. И го додаваме во длабока чинија. Длабокса. Сецкаме отприлика 120-130 грама орев. Следно додаваме во садот овес 400 грама. Мешаме да се соедини со оревот. Додаваме 100 грама растопен путер. Измешате. 120 грама кафеав шеќер. Измешате. Додадете едно јајце. И додавајте постепено вода. Додадете малку интегрално брашно. И измешате. Значи брашно додадете отприлика 80 до 100 грама, ќе видите во зависност од смесата колку ќе бара. Ево, отприлика треба да биде вака. Ставете малку брусница сува во смесата. Измешајте да се соедини. Тавата или плехот. Убаво. И ставете ја смесата внатре. Израмнете ја убаво смесата врз плехот и ставете ја во рерна на 250 степени се додека не биде потполно готова. Следно, додека се пече тестото, просечиме овошјето. Сечете го по ваша желба, јас ќе осечам на крупчиња. Ставите. Значи, во длабок сад ставаме блага хопла 250 мл и додаваме овошен јогурт 50 овошен јогурт, и мешате со миксер се додека не добие цврстина, густина. Ќе додадам уште 250 мл, односно цела хопла ќе ја додадам. И уште едно пакетче 150 грама овошен јогурт. Измешајте повторно. Ставете малку од замрзнатото овошје, доколку ви е за одма за јадење. Сепак има вода во овошјето.
измешате. Значи тестото е готово. Сега ќе ставиме да ја превртиме за да олади и за да падне. За да не ни се растури. Оставите се додека не падне тесто. Превртате од другата страна и оставате малку да олади. Кога ќе олади малку, ставаме од филот. И го нанесувате насекаде. Ставете овошје на крајот. Ставете сушена брусница. И за крај малку оревче во средина. Потоа ставете у фрижидер малку да се стегне. Потоа сечете парче, ќе се олади. И вуаля. Совршена овесна здрава торта. Доколку ви се допадна овој рецеп, обавезно го лајкнете и шерајте го видеото. А за оние кои не знаат, може да се претплатат на мојот YouTube канал Bokis Kitchen за да ви следат сите мои нови рецепти. Се гледаме во наредно видео со нов рецепт. Ви благодарам. Чао!